Молко дирекцијата за храна за нелегалното производство на флипс во една од фирмите на Перонаков безброј. Не успеавме да добиеме одговор дали извршиле контрола и за каков артикал станува збор, под кој име се продава во маркетите и дали производот е безбеден по здравјето на граѓаните. Иако дирекцијата молчи, сите од државните институции дознава дека истата компанија пред 7 месеци добила забрана од дирекцијата за храна да произведува флипс. Останува нејасно дали во меѓувреме е симната забраната или пак инспекторите воопшто не направиле повторна контрола. УЈАП посочи дека при завчерашната контрола во просториите на Акстра Трейд, една од 6 фирми на Перонаков безброј, било утврдено дека се произведува флипс без лиценца од дирекцијата за храна. При синоќешната акција во просториите на оваа фирма Акстра Трейд утврдено е дека се врши производство на смоки. Извршивме проверка во дирекцијата за храна. Таков субјект нема лиценца да произведува прехранбен производ и верувам дека истите производи ќе бидат повлечени од малопродажба во Република Македонија, преди тоа што ги произведува субјект кој нема дозвола да произведува, да дистрибуира и да пушта во слободен промет храна. Министерот за здравство, по чија надлежност е дирекцијата за храна, не знае дали деновиве имало контрола на Перонаков безброј. Обично Министерството не е информирано однапред каде ќе се прават контролите, што е и моје барање да не знам каде ќе се прават контролите, само добиваме месечен извештај по однос на состојбите. Месечниот извештај го добиваме на крајот на месецот, па тогаш ќе ви кажам дали е направена контрола и кои се резултатите или пак поточни податоци од директорот на дирекцијата ќе добиете. Што ние како министерство не се мешаме во однос на поедини акции, туку само видот и обемот на активностите што ги прават како годишно. Пред неколку години Министерството за здравство забрани да се произведуваат додатоците за јадење тузот и чили тузот, зашто биле здравствено неисправни. Државниот санитарен и здравствен инспекторат во производот констатирал присуство на мувла, квасец и други бактерии, а во солта немало јод. Инаку тузотот го увезуваше и доработуваше фирмата на Велија Рамковски.